civilmedia.mk. Кратки нозе, добре дојдовте. Заедно со вас разоткриваме нова серија дезинформации со неспорни факти и аргументи. Во ова издание зборуваме за дезинформации кои произлегуваат од тврдењата на градоначалничката на Скопје Данела Арсовска за аерозагадувањето, за бесплатниот превоз за пензионери и за Бас Рапид транспорт системот. Почнуваме веднаш. Градоначалничката Арсовска, град Скопје и ВМРО ДПМНЕ последниве денови изнесоа повторно дезинформации за аерозагадувањето и мерките на град Скопје против загадувањето. На 26 декември град Скопје објави соопштение со наслов "Со Шилегов Скопје стана еден од најзагадените градови во светот. Сега конечно доаѓаат решенија за овој голем проблем", во кое се тврди дека Шилегов 4 години не презема ниту една системска мерка за справување со загадениот воздух. Повеќе медиуми истиот ден ја пренесоа реакцијата на Арсовска на укажувањето на Шилегов за моменталната загаденост на воздухот. Скопје има највисока стапка на загадување во Европа, а тој да коментира за нешто 4 години имаше можност. Остави се на ветерот како системска мерка. Медиумите го пренесоа и соопштението на ВМРО ДПМНЕ дека Шилегов и СДСМ цел мандат ништо не направија за загадениот воздух, затоа Скопје е на врвот на најзагадени градови. Но ваквите тврдења на Арсовска, град Скопје и ВМРО ДПМНЕ воопшто не се засновани на факти, како што укажавме и претходно во кратки нозе, кога Арсовска, како кандидатка на изборите, тврдеше состојбата не се менува на подобро. А и тврдењето на еден советник дека во последните 7 години никој од власта не направил нешто за да се подобри квалитетот на воздухот. До сега објавените податоци и споредбата во последниве години укажуваат на тренд на намалување на аерозагадувањето во Скопје, според повеќе светски, а и домашни извори. Ако во 2017 нивото на PM2,5 честички било дури 45 микрограми на метар кубен, како што објави британски Guardian во 2017, според податоците што ги објави град Скопје, во 2018 година во Скопје се измерени 34 микрограми на метар кубен PM2,5 честички. Во 2019 бројката паѓа на 32,4 микрограми на метар кубен, а во 2020 година на 30,6 микрограми на метар кубен PM2,5 честички во воздухот. И нивото на PM10 честички во Скопје се намалува, а и експерти тврдат дека намаленото загадување во Скопје е факт. Факт е дека години наназад се намалува загадувањето во Скопје, но треба уште да се работи за да бидеме подобри. Ако се продолжи вака, ќе се коригираме блиску до граничните вредности, вели за Слободен печат професорот Дејан Мираковски од Штипскиот универзитет, кој учествува во истражувањата и мерењата на загадувањето во Република Северна Македонија. Град Скопје претходно укажуваше дека намалувањето на загадувањето е резултат на бројни системски мерки, детално наведени во написот на Слободен печат. Опаѓа загадувањето во Скопје, инвертерите, печките на пелети и другите мерки даваат резултати. До сега градот Скопје додели 5000 инвертери, 2000 печки на пелети, исчистени се 2000 оджаци и изгаснати 10.000 активни оджаци, а поради намалената цена за топлинска енергија, околу 2000 исклучени домови повторно се приклучија кон централното парно грејење. На 100 државни згради им се сменети котлите за грејење и елиминирани се како загадувачи. Накусо град Скопје, Арсовска и ВМРО ДПМНЕ останаа со кратки нозе во тврдењата дека со Шилегов Скопје стана еден од најзагадените градови во светот и дека Шилегов 4 години не презема ниту една системска мерка за справување со загадениот воздух и дека Шилегов и СДСМ цел мандат ништо не направија за загадениот воздух. Факт е дека мерките против аерозагадувањето доведоа до подобрување, но и дека тоа не беше доволно за граѓаните на Скопје, кои очекуваат уште подобри резултати, бидејќи загаденоста влијае на нивното здравје и животи. А до такви резултати не се доаѓа со дезинформации и со лажни обвинувања, туку со конкретни понуди и ефикасни решенија.
Најавите за целосно бесплатен превоз на пензионери повторно се актуелни во медиумите и повторно многумина останаа со кратки нозе. На 27 декември Експрес МК објави наслов: од јануари пензионерите бесплатно во автобусите на ЈСП, со линк до напис во слободен печат. Повторно бесплатно за пензионерите во автобусите на ЈСП во вторник, петок и викенди. Но насловот на Експрес не прецизира денови за бесплатен превоз, што може да ги доведе во заблуда граѓаните што го прочитале само насловот. Во претходна епизода веќе укажавме дека пензионерите во Скопје немаа никогаш секојдневен бесплатен јавен превоз и дека Арсовска остана со кратки нозе кога тврдеше дека ќе го врати она кое што го имаа претходно, залагајќи се да имаат бесплатен јавен превоз секој ден. По интервјуто на градоначалничката за Канал 5, повеќе медиуми пренесоа дека според Арсовска неопходно е пензионерите да имаат бесплатен превоз секој ден, а градоначалничката тоа не го демантираше. За пензионерите секако е неопходно да имаат бесплатен превоз секој ден. Во првите 3 месеци ќе се буџетира бесплатен превоз за пензионерите. А еве што всушност кажа Арсовска во гостувањето на Канал 5. Како категорија, како пензионерите, например? За пензионерите во секој случај неопходно е да се врати она кое што го има претходно, затоа што тоа не е нивна привилегија, тоа е нешто кое што навистина е во нивен интерес, мислам дека заслужиле и како категорија на граѓани дека заслужуваат да имаат бесплатен јавен превоз. Велите дека од нова година практично за пензионерите ќе биде бесплатен автобускиот превоз, со новиот буџет го предвидувате тоа или за 6 месеци од како ќе заврши таа прва фаза што не? Сега со новиот буџет, значи предвидуваме сите оние категории кои што може тука да се минат да бидат опфатени, во секој случај има ние ќе го буџетираме. Кога новинарот и посочува на Арсовска секој ден да имаат бесплатно и кога ја прашува од нова година практично за пензионерите ќе биде бесплатен автобускиот превоз, и тој и другите новинари добија впечаток дека Арсовска зборува за бесплатен јавен превоз секој ден, па така и ја пренесоа во јавноста. Меѓутоа, во одлуката предложена од Арсовска до Советот на град Скопје се зборува за субвенции за обезбедување карти за возрастни лица и студенти, бесплатен превоз на возрастни лица над 62 години старост за жени и над 64 години старост за мажи во вторник, петок, сабота и недела, а не секој ден. Такво ветување во кампањата за локалните избори во 2021 имаше екс-градоначалникот Шилегов, а Арсовска пак ветуваше целосно бесплатен јавен автобуски превоз за сите скопјани. Накусо, со кратки нозе останаа многумина. И тие што сега тврдат од јануари пензионерите бесплатно во автобусите на ЈСП. И Арсовска, и новинарите кои тврдеа дека ќе се буџетира бесплатен превоз за пензионерите секој ден од нова година. Европската банка за обнова и развој ја демантираше градоначалничката на Скопје Арсовска за Бас Рапид транспорт системот. Во написот сите проекти детално се проверуваат пред да се одобрат, велат од Дебор, откако Арсовска рече дека не биле направени длабински анализи за автобуското метро, објавен на 24 декември 2021, се наведува прашањето до Арсовска од порталот sakam-da-kažam.mk. Нејзиниот одговор и демантот од ЕБОР. На прашањето зошто во ЕБОР е заведен како зелен проект, се финансира во рамките на мрежата на зелени градови и направеното решение е бодирано со сребрен стандард, Арсовска одговорила: многу е убаво она што им било презентирано таму и тие дошле и направиле извештај од она што го имаат како информација од тука. Меѓутоа, длабински анализи не се направени. Нивната иницијална анализа е дека е добро за граѓаните да има нешто што ќе се движи брзо на таа локација. ЕБОР е институција за финансирање. Финансира проект базиран на план за реализација. Тие се како секоја една банка. Банката не ви навлегува на вас во техничките позиции на проектот. А еве го и демантот од ЕБОР. Објавуваме извонредно детални информации за сите проекти на нашата веб страна. Сите наши проекти се предмет на многу детална проверка, пред да бидат одобрени, и горди сме на високите стандарди според кои се раководиме. И истото го очекуваме од нашите партнери и клиенти. Постојат голем број на чекори на заштита и проверка,
кои што ги применуваме за да обезбедиме услови за нашите проекти да ги задоволат овие стандарди. Навистина на страницата на ЕБОР може да се најдат детални информации за проектот за БРТ во Скопје. Не само основен опис на проектот и буџетот, туку и дополнителни документи и анализи. Таков опис на проект со буџет, со детални информации, со план на реализација не може да се најде за ниту еден од 15 плюс 1 приоритетни проекти што ги ветуваше Арсовска за време на кампањата. Останува да видиме дали градоначалничката Арсовска ќе ги реализира најавените 250 екоавтобуси, кои ги најавуваше како замена за БРТ системот, кој пак доби зелено светло и кредит од 70 на милиони евра од Европската банка за обнова и развој. Но едно е сигурно, дека во нејзините тврдења дека не се направени длабински анализи за БРТ, таа повторно остана со кратки нозе. Тоа беше се во овие кратки нозе. Очекувајте не наскоро во нова заедничка потрага по вистината. Останете со Цивил Медија.